Војната во Украина не научи две работи. Прво, дека мора да се зголеми домашното земјоделско производство, особено на стратешките култури. И второ, дека државното земјоделско земјиште не смее да се продава, пренаменува и раскрчмува. Половината негативни реакции. Министерството за земјоделство го повлече нацрт законот за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост за 1 евро од квадрат, што го туркаше претходниот министер Хоџа, а со кој што на мала врата се оставаше простор странци по багателни цени да купуваат македонска земја, а по 10 години да може да се прави и пренамена. Законот за продажба на земјоделско земјиште е повлечен од владина процедура. Се чека дополнително согласување со други институции. Професорот по агроекономија Драги Димитриевски, кој жестоко го критикуваше нацрт законот, смета дека украинската криза ни покажа дека вакви штетни решенија не смее да поминат. Кога доаѓа кризни времиња, се покажува колку е значајно да имаме земјоделско земјиште на кое што ќе произведуваме храна. Посебно, тоа е еден сериозен инструмент во рацете на државата, односно во рацете на Министерството за земјоделство, да направи насочување на производството на одредени, би рекол, стратешки култури. Цените на храната вртоглаво се зголемуваат, а прогнозите и за деновите кои што доаѓаат не се добри. Ама кај нас се отворија дополнителни спорни прашања. Плодно земјоделско земјиште да се користи за фотоволтаици, за струја наместо за храна. Оваа површина овде што се гледа ќе биде трајно уништена со тоа што ќе се постави тампон, ќе се постават тие панели. 1/3 од оваа површина се произведува бостан, лубеница, во која јаде цела Македонија. Која европска земја има поставено панели на најплодната почва? Целокупното земјиште од 1 до 4 класа, 1, 2, 3, 4 класа ќе биде единствено за земјоделско производство, за производство на храна. И додека власта уверува дека земјоделците ќе имаат предност, производителите стравуваат дека ваквите инвестиции прогласени за стратешки, како француската во соларниот парк, ќе ги зголемат апетитите и кај домашните бизнисмени, кои поради енергетската криза и високите цени на струјата, веќе бараат олеснување на процедурите за поставување фотоволтаици. Во законот за земјоделско земјиште, овие првите 4 класи се заштитени и треба посебно мислење да се даде за негова пренамена. За жал, значи, без разлика колку е значајно и производството на енергија, сепак може тоа производство да се организира и на површини кои што се со понизок квалитет, на повисока надморска височина, така што воопшто не е оправдано да се зафаќа ова земјиште кое што е најдоброто земјиште, најплодното, со изградба на фотоволтаични централи. Ама, ако инвестицијата се прави на повисока надморска височина и на понеквалитетно земјиште, се зголемуваат трошоците, а тоа на инвеститорите не им се допаѓа. Инвеститорите бираат рамни земјишта затоа што моменталниот трошок во моментот кога се гради една фотонапонска централа, првичните трошоци се пониски затоа што на рамно земјиште помали се трошоците околу изградба, не е камен, значи не мора да употребува одредени моменти на копање, кршење, минирање, додека на рамно земјиште едноставно како колци се ги наденува и се ги поставува фотоволтаиците. Значи тоа е само моментален трошок, а голема штета на државата, граѓаните и земјоделците. Манасков, иако е председател на Стопанската комора за енергетика, се противи квалитетно земјоделско земјиште да се користи за фотоволтаици. Според него, и локацијата за несудениот карго аеродром кај Мустафино и Штипско, сега наменета за стратешка француска инвестиција во соларен парк со капацитет од 350 до 400 мегавати, е ресурс од кој што не треба само така да се откажеме. Од тука би било најдобро, ако не биде земјоделско, за да може да се засеат одредени работи, да се искористи за земјоделците, повторно биде земјоделски карго аеродром и повторно да биде во корист на производителите на земјоделието, да може да го извезуваат во останатите земји и при тоа допринес, тоа пак ќе направи добро за државата. Власта со националниот план за поддршка на производството на храна стави на оглас нови 5722 хектари за производство на стратешки култури, со дополнителни 3000 хектари за житни култури и долгогодишни насади.
Сепак, така наречените стратешки инвестиции во фотоволтаици отвораат простор, плодната почва, наместо за храна, да се користи и за други цели. Министерството не одговори на нашите прашања. Дали и колкави површини земјоделско земјиште досега се пренаменети за фотоволтаици?